Добар ден, драги мои, добро дојдовте во уште едно понеделничко поплавне. Се надевам дека одморивте за време на викенд и еве денес со нови сили и почеток на работната недела. Како што знаете, секојдневно имаме различни теми, а еве со што ќе почнеме денес. Поточи имавме приубава прошетка во Скопје заедно со еден од најпознатите водители и јутјубери. Станува збор за нашиот Стефан Лазаров. Стефан ни откри неколку детали од неговиот приватен живот, каков бил како дете и дали Стефан има девојка. Да погледнеме што кажа пред камерата на Mnet. А дома на во друштво е момче кој што ги освои веќе симпатиите на гледачите, кој што е многу активен и можам да кажам дека не застанува, на моје огромно задоволство и можам да кажам и колега Стефан Лазаров. Здраво и ти благодарам што си дел од мојата емисија. Здраво, баш ми е чест и поздрав до вашите гледачи и се надевам дека ќе си имаме убав и пријатен разговор. Така, сега Стефан, двајца водители кои ќе се најдат на исто место, мислам дека треба сега малку да попуштиш. Јас прва. Ти си имаш палката денеска, ти си го водиш. Стефан, модел, водител, исто така навлезе и во музичките води. Што мислиш, во која професија ти најмногу се пронаѓаш? Јас кога ќе ми го постават тоа прашање, се категоризирам себе си за шоумен. Музиката секогаш ќе си ја ставам нешто во кое што уживам поради тоа што татко ми е познат музичар, не кани ме автор и се натаму. А највеќе се пронаоѓам во водителството, нормално, во интеракција со гостите, во интеракција со публиката. И едноставно кога ќе најдеме една збирна точка од сите професии, ќе се наречам шоумен, едноставно уживам во се што правам. Да, па и нели најважно да работиме на работа кој што ни исполнува и кој што пред се нели ја сакам. Да, кога работиме нешто што сакаме, како вика, не работиме ниту еден ден, па искрено и така се чувствувам. Да, како што и најавив, ти не мируваш. Кажи ми од каде ја црпиш инспирацијата, енергијата? Па мислам дека тие што ме познаваат во моментов што ме гледаат, година дена водев утринска програма на Алфа телевизија и сум доста среќен и задоволен со искуството што го добив, но кога работиш на утринска, мислам дека имаш многу време да одмараш во текот на денот, па ете така доволно одморив за да можам да бидам спремен за се она што го правам. Нормално се шегувам, инспирацијата ја црпам од самите фанови, од самите дечиња кога ќе ме препознаат на улица, кога ќе ми го потврдат успехот кој што сум го направил. Едноставно сум доста амбициозен човек, тие што ме знаат и кога една работа ќе ми успее, едноставно успеала и сега не знам што да правам, тогаш тоа чувство најмногу го мразам, така да морам постојано да имам нешто што правам. И подготвен за нови предизвици. Стефан, кажи ми какво дете беше? Твоето детство, твоите средношколски денови, што најмногу еве така ти доаѓа на спомен? Па моментално правим интервју во парк, на само 20 метри позади камерата е стадионот на ФК Работнички и јас бев дете што играше фудбал. И како знам? Да, играше. Сум знаела. Си знаела точно тука да го направиме Да. интервјуто. Да, игра фудбал, сонував да бидам фудбалер. Јас бев дете што до 17 години буквално немав девојка, не излегував, не сакав да бидам многу социјално поврзан со луѓето, поради тоа што по 3 пати на ден тренирав. Бев доста мирно дете, никогаш не учев многу школа, ги имав оцените колку да поминам, колку да биде како што треба. Да, и така, едноставно многу бев поврзан со спортот. Така, еве ти останало еден од најубавите спомени од детството, се разбира. Па да, тоа што децата барем го сонуваат, секогаш си останува барем до крај на животот, барем јас така мислам. И она што најмногу ми остана од фудбалот е дисциплината, па ете тука ќе се надоврзам на прашањето од каде црпам постојано инспирацијата, енергијата, амбицијата. Мислам дека тоа станување 10-11 години во 7 часот за да на тренинг, па повторно на тренинг. Се навика. Е навика и тоа ме довело во момент да можам да бидам навистина посветен на нешто кога сакам. Така, не можам да не те прашам нели во врска со за жал настаната ситуација со COVID-19. Што мислиш за сето тоа? Дали имаш страв, паника, бидејќи знаеме дека мора нели да научиме да живееме со тоа и да се заштитиме? Да, многу мразам кога треба да паметувам на теми на кои што не сум тој што треба да зборува, си има доктори, си има надлежни институции кои што секојдневно нели не информираат како и што треба да се однесуваме. Јас единствено што можам да направам е да ги почитувам мерките, да пазам каде одам, со кого се дружам. Искрено за себе си не се плашам, но се плашам можеби за мајка ми, татко ми дома кои што нормално постари луѓе си имаат нели болести, си доаѓаат над 50 години, тоа е нормално. А јас како јавен лик треба да знам
што да им покажам на децата и да ги научам како не треба и дека треба да го почитуваме се она што се кажува. А ете, многу мал дел моje мислење ќе кажам дека може би малку се претерува со целата ситуација и дека некои луѓе си диктираат како што сакаат, но ајде, стварно не е тема на која што би требало да пометувам. За тоа. Така. Стефан, Карпул караоке, многу луди идеи, многу интересни гости. Што она што сакаш да го прикажеш на гледачите? Сакам да го прикажам на гледачите Нешто ново е тоа она сепак. што тоа што не се гледа на телевизија денеска, тоа што младите сакаат да го видат, едноставно кога почнував имав идеја и замисла во глава, човек, дај да седнам, да ја вратам младата публика на социјални мрежи со телевизиски проект. Реално Карпул караоке е телевизиски проект кој за жал телевизиите нема слух за да го превземат во својата програма. Ајде бе, Антонија, бе, ајде бе. Знаеш што ми излезе сега у рекомендат? Што ти излезе? Сега ќе ти покажам. А снимаш? Снимам, бе. Здраво. Сокчињата си ги пиеш ли како? Бе, ти донесам. Ми донесе сокчиња? Значи треба ги пробам сокчињата. Боли, преболи, љубов тука си и после се плачи, сплачи, криво су и малку ми е. Сакам да те прашам за една ситуација која што беше со Луна Џогани. Добра? Ти беше бек вокал нејзе и многу те, па не те обвинија, туку те пофалија дека си испеала страшно добро песната, ама песната како да испеана од тебе, а не од нејзе. Знам. Стварно не ја пеам јас песната, значи она си ја пее песната, само што пејачот без разлика дали ја добар или не, Дарко Димитров е Дарко Димитров и ќе направи тоа да звучи перфектно. Знам дека ти е болна тема и не знам, не сакам да За правиме. химната сега? Да, не сакам да иде во сериозно, туку сакам на хумористичен начин да долоиме дека сгреши. И тоа е се и треба да ти простат заради тоа што имаш многу поише покажано од една грешка во животот. Добро, и се, како Сака тоа? испееме химната. Абе, дај не се Ја научи? заебам. Абе, нормално дека ја научи. Ја научи, ја знаеш. Добро. Јас сум Тамара минатото, а сега Тамара во иднината. Тоест Тамару се гаштоста, па да видиме како би испеала химната Тамару се гаштоста, јас сум Тамару минатото. Течки. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее над Крушевската република. Гоце Делчев питу кули, да ме Груев Сандански. Гоце Делчев питу кули, да ме Груев Сандански. Добар ти ден. Како си, брат? Што ваѓа? Вака бе? Вака ќе му дојде? Точно. Здраво. Знаеш што ми е најинтересно, тоа сега да ти кажам. Децава од кога почнав со Карпул караоке, цено ми пишуваат. Ова нели е Карпул караоке, она што беше? Джеймс Корден во Америка. Тој, така, Копирам, што Тони Зен во емисија, значи Тоа е толку сме. Ја, мискејта Тони Зен. Лазаров, Барак Обама, Металика. Ова е времето кога се урлаш. Од која немаш цена? Овие, та прави се со цедиња. Со цедиња. Опаковки од цедиња. Ево му. Ева. Да. Check it out, yeah. Ова се... JJ ова е JJ. Кој сум јас, а? Кој сум јас, а? Јас сум интелект, да, покажи респект. Ајде да те чуеме. Јас сум интелект. Јас сакам тебе да те чуам. Идеме! Тони Монтана, Како дан дада. целото Скопје правам хип-хоп парада. Од еден крај на друг, исток, запад, север, југ. Помината релација за моја презентација. Наживувам нов стиховна илустрација. Организација JJOG, ОНИ, вистински MC. Бас, па, му пуштам бас на Јован, тогаш баш почнав да работам со Бертан и со Мерт
И басът направи нас крос искуство, од клуб идеме дома во студио кај Бертан и вика слушај. И ќе си се отвориме со свашта и остануваме да се бајле. Музикава се иде у позадина 5-6 сати, ја веќе сум напишал ова што сум го напишал, инспирација, искуство од ситуацијата. И трапот сега што е гранка, малце по, или трапот е, подрско кажано, трапот е копиле на хип-хопот. Аха. Како ти би одјавил емисијава на YouTube, значи? Поддржувате македонска музика и немој да седите на бетонот пошто ќе настинете. Та-та. Постојано сакам да бидам иновативен, го дознавам, бидејќи сум водител, знам многу работи за тие што ми гостуваат, се подготвувам и секогаш сакам да имам момент на неочекувано. Да не биде се по сценарио, да не бидат секогаш прашањата какви што се и едноставно ме води помислата дека треба да биде тоа шоу пред се за луѓето да уживаат. Добро, сега да се доврземе на прашањето. Дали етиката на емитувањето низ социјалните медиуми може да се пренесе на класичните? Што мислиш во врска со тоа? Класични мислиш на телевизија? Да. Да, може, секако дека може, кога ќе се најде еден компромис, заради тоа што моје мислење дека веќе телевизиите и подзаборавија на тоа што е забавна програма и како младите сакаат да гледаат, а пак на YouTube, се изразуваме на малку поразличен начин, но кога би се нашол еден компромис од собствениците, директорите, уредниците и ние што би сакале да интерпретираме тоа што го работиме, да, мислам дека секогаш може да се најде компромис и една убава работа. Така, а што беше причината за да се откажеш од класичните медиуми? Дали можеш да ни кажеш? Да, ќе кажам секогаш. Па искрено политизирањето. Не ми се допаѓа во кој правец се движат телевизиите со тоа што во 8 часот на вечер кога се ударни термини па натаму, се што можеме да видиме политичка дебата или серија од некоја си Нејџмие и Орхан, не знам таму кој, се подзаборави Сакаш нешто различно, се разбира. Сакам македонска програма, едноставно. Сакам актери, сакам спортисти, сакам водители, сакам пејачи, сакам тоа да го гледам. Тоа што нормален човек во денешно време сака да го гледа. Едноставно луѓето во Македонија се претупени со политика, барем тоа е моје мислење, но не се во криво луѓето, едноставно телевизиите тоа им го сервираат, затоа и го гледаат. И сега јас само поради тој момент ја напуштив телевизијата заради тоа што сметам дека моментално во нашата држава не постои човек што би сакал да ризикува, да вложи во забавна програма за да биде доволно интересна за младите повторно да гледаат. Ете, колку што можам вложувам во себе, во каналот Лазаров и како што и се гледа за 3 месеци. Да, тоа одлично сепак. Да. Еве сега работиш професија како што кажавме, нели, таа која што те исполнува, работиш со толку многу љубов. Што мислиш, што треба да поседува еден водител, освен харизма, говор? Да, тие се оние Да, примарни тие работи важните. кои што па добро, Особини. јас ќе кажам дека секогаш сум пример за како не треба да се влезе во телевизија. Јас кога влегов во телевизија, ниту имав дикција, ниту имав говор, ниту имав познавање, но имав храброст. Јас ќе кажам за еден водител, за еден медиумски работник, пред се треба да има храброст, да верува во тоа што е и да не ги слуша оние муабети, појма немаш, не те био, ти си за нигде, но не значи дека не треба да работи на себе. Така да дикција, говор, однос со камера, Се може да се научи. Се може да се научи, едноставно да нема страф од ништо. Така. Стефан, активен на социјалните мрежи, TikTok, Инста, колку време ти одзема сето тоа? Најпозитивната работа во TikTok е што ти одзема, па мислам дека 5 минути во денот, за да можеш да направиш видео, интересно и добиваш публика, дури некој TikTok работи што не ни треба да добиеш публика и се многу лоши, лоши видеа. Затоа искрено малку ја олабавив таа мрежа, повеќе гледам дека децава би се снаоѓале таму и не може ни да се заработи многу од таа мрежа, а кога станува збор за YouTube, многу повеќе ангажирање, многу повеќе монтирање на самите материјали, на самите идеи, тоа е малку повеќе. Е професија. Да. Сега, социјалните мрежи го заземаа своето место. Од една страна тоа може да биде добар вид нели на реклама, од друга многу детали од приватниот живот. Што мислиш во врска со тоа? Моје Дали сакаш повеќе да го прикажеш својот приватен живот? Бидејќи го водев ексклузив естраден магазин и сум бил во контакт со многу јавни личности, мислам дека кога одбираш да се бавиш со јавна професија, да се покажеш пред камерите, постојано да те гледаат, а при тоа да заработиш од тоа, ти заработуваш од луѓето. Значи ти мораш да им дадеш нешто што е твое. Ти
ти одбираш да бидеш тоа, ти одбираш да се бавиш со една професија, никој не те присилува. А не може секогаш да биде интересно сега да ми поставиш прашање, песната кој ти го пишеше текстот, не сака тоа да го чујат. Многу ќе сакаат пример дали имаш девојка, колку години имаш, после одиш на некои приватни работи, така да искрено кога би бил развиен шоу бизнисот до момент да се заработува сериозно да живееш од тоа, јас немам проблем да си ја кажам приватноста и да им прикажам на моите фанови, луѓе што ме гледаат тоа што сум. Добро, Стефан, ајде за твоите фанови кажи ни дали имаш девојка. Имам девојка, да. Ја прикажа во последните видеа. Добро. Имам девојка, да, 4 години имам девојка веќе и супер ни е. Браво си. Да. Нека ви се множат годините. Дај Боже. На твоја глава, не знам сега дали имаш... Имам синче. Имаш синче? Дај здраво и живо. Ти благодарам. Стефан, еве сега вака нели спомнавме нели за околу социјалните мрежи. Кажи ми ти како се соочуваш со негативните коментари? Бидејќи знаеме нели дека секогаш ќе постојат. Најпозитивната страна кај мене е што стварно не ме допираат. Знаеш, ние кога ќе ги чуеш не ти е гај. Буквално вакви муабети од страдни величности не ме интересираат, кај мене стварно е така. Мене може да ме допре коментар кој што е конструктивна критика. Значи, кога е во правец на критика, па и негативна критика, тоа може да ме допре, тогаш се трудам да сменам. А кога ќе прочитам од некој си дебил, не знам што напиша да ме навреди или што и да е, го гледам и само правам скрол. Не треба ни да се дава внимание на нешто што е небитно. Така, имаш право. Твое најголемо разочарување? Моје најголемо разочарување е тоа што знаеме нели дека животот не е лесен, живееме нели под стрес. Најголемо разочарување ми е фудбалот, тоа што го спомнав, бидејќи вложив повеќе од 10 години, не само тоа што вложив, туку тоа ми беше сон и сакав стварно да успеам. Се случија некои несакани работи, се случи повреда, нешто врз кое не можев да влијам, и тие што ме знаат дека ми тргна натаму и еве сега ќе се надоврзам нова прашање, спремам песна која што треба да излезе негде околу декември или почеток на јануари. Со песната ќе спремам и мини филм во која што ќе прикажам се она што ми се случувало со фудбалот. Не се гледа сега, ама цела лева рака ми е тетовирана и цела приказна ми е на раката ставена и тие што ме знаат, ја знаат приказната и пробувам, овие поминаете 5 години од тој момент на повредата, не пробувам, веќе го направив тоа, разочарувањето да го пренесам во мотивација. Така да, моментално разочаран не сум од ништо, освен од системот и државата. Ето така. Ќе го ставим. Стефан, убаво е човек кога ќе те слуша кога зборуваш, бидејќи зборуваш со толку голема позитивност. Мислам дека треба и сите да бидеме нели позитивни без разлика што ни се случува во животот, да одиме напред. Па дали ти веруваш во карма? Има некој некоја вистина околу тоа. Има некоја вистина нели? околу кармата и единствено што треба ние како луѓе да се посветиме тоа на нашата добрина и човечност. Нели не можеме секогаш да бидеме праведни и да не глумиме сега тука, да не глумам светец. Верувам во карма само кога правам нешто лошо. Со добро не знам колку ми се има вратено во животот заради тоа што не верувам во момент да се случи само од себе. Ако јас седам сега до дрвово, нема да имам такви бројки, треба да се работи и да, таа карма може во даден момент да ти донесе малку повеќе среќа од моментот кога ти се одземала таа среќа. Така. Стефан, еве сега ти премалку кажа нели дека имаш некои планови во врска со музиката, што друго да очекуваме освен песната и филмот кој што со нетрпение ги очекува? Се случуваат многу работи кај мене, не можам сега да ви го кажам тоа главното што се случува јавно, ќе треба да помине уште некој период, да. Фокусиран сум на YouTube-от нормално. Сакам да, тоест не подготвувам нов серијал. Добра. И тоа ќе се соопшти малку подоцна. Работам со музиката, едноставно не можам се уште да планирам кој знае какви големи работи заради тоа што поминаа само 3 месеци од кога што почнав да работам на YouTube, од кога се појавив. И многу брзо сега некако се очекува. Да, има и многу и гледаност, се разбира, сакаат луѓето. Се присобра на тој канал за многу брзо време и сега самите луѓе очекуваат одма све да се случи, но внимавам на моментот на грешка, бидејќи како викаат брза кучка степи кучиња раѓа. Да. Така да моментално најмногу сум фокусиран на тоа контентот да е квалитетен и луѓето да продолжат да ме гледаат. Така. Стефан, јас сакам да се заблагодарам за одвоеното време, навистина ми беше многу огромно задоволство и чест и посакувам се најдобро, остани таков како што си позитивен и очекувам уште многу твои идни нели планови кои што со нетрпение ги очекувам и ти благодарам што ја најави најавата за филмот и се надевам дека повторно ќе помобетиме еве вака убаво во Скопје. Ти благодарам и тебе многу и баш ми е драго што се повеќе телевизии, тоест не се повеќе, ќе сгрешам, некои телевизии одвојуваат време за нас младите и знаат да ја почитуваат нашата работа и ти посакувам и тебе многу среќа и убав ден на гледачите. Ти благодарам.
И повторно назад во студио, а во продолжение ќе погледнеме и ќе дознаете што е тоа диастаз, кога се појавува, кои се вежбите кои што треба да ги применувате и каков е режимот на исхрана. Одговор на тоа прашање ќе ни одговори Мери Амбросова, односно тренер за постпородилно вежбање, а и секако имате и видео кој што можете да го погледнете. Станува збор за вежби кои што треба да ги направите за да се намали вашиот диастаз. Но нешто повеќе во продолжение. Мери, нели ти спомена за диастазот, може ли малку повеќе да ни објасниш во врска со тоа, кога се појавува и кога може нели веќе нели личноста која што го има, како треба да се справува со сето тоа и во продолжение ќе го погледнеме и видеото од тебе за диастазот, но нели сепак малку повеќе ти да ни објасниш. Вака, диастазот се јавува поради тоа што нели во текот на семејноста, двата стомачни мускули средните се прошируваат и нели расте плодот. Оние двата мускули измеѓу нив имате, како да кажам, како газа една, како да кажам, таа ги спојува. И она таа, како да кажеме, газа го држи стомакот и сите органи кои се внатре. И сега што се случува кога ќе се роди детето, таа да кажеме газа е расширена. Сега доколку е многу, значи таму иде 5 прста, 4 прста, буквално она е, како да кажеме, растегната, прозирна, дури скината. И органите одат напред. И уствари затоа се дешава да имате испакнат стомак, кој со вежбање не може да се собере, она класично, со, например, планк или оние крени стани, затоа што кога правите тие крени стани, они мускулите пак се пулсираат и се расшируваат. Наместо да ги соберете, вие ги расширувате, затоа што таа, како да кажам, газата, тој дел кој што треба да ги спојува повеќе не работи таа функција. И ние работиме на, значи, тоа да се соберат тие мускули кога се работи таму до 3 прста, 4 прста успешно може да се собере. И веќе оние 2 прста, 2 и 7 прста овде во Украина по најново не се гледа како проблем, него се гледа како норма. Например, ако мајката има таму бебе, тоа е година дена и мајката го собрала до 2 прста, тоа се гледа како супер, само да одржува мускулите. Сега најдобро е да се одма чим се установи дека имаме диастаз, одма да се почне со третмани, например, ако сте со царски рез, може да се прават само вежби за диастаз, они се онака многу на најосновни, бидејќи вие во тој момент не можете да правите класичен тренинг, а доколку смете или сте природно породена, па таму после 6-та недела веќе можете да почнете да работите за да го
верата и он најлесно се собира до 6-тиот месец и задолжително да имате убава исхрана, да вежбате целосни тренинзи со тоа што сите вежби кои се за стомак, кои не смета да ги правите, например планк, сите што се со кревање, вие смета само статика и еве јас на видеото се предлог 3 вежби за диастаз, но напоменувам дека треба да има добро конструктивен тренинг и за ноза, и за карница, за раце, за све, плюс храна, плюс разновидни вежби за диастаз, за да он даде резултат. Од дечки здраво, ова се вежби за намалување на диастаз, безбедни при диастаз поголем од 1,5 прст и при папочна кила. Ова прочитете го убаво. Ова е вежба 1, 12 пати, 6 на една, 6 на друга. Нога, потоа одиме 10 пати, отвори, затвори и третата вежба е 30 секунди стоење, така да се спремаме, дечки, и почнуваме. Правиме 6 пати со едната, со другата, вкупно 12. Можете рацете да ги ставите на стомак и да ги осеќате мускулите. Овие вежби се добри и да немате диастаз, да се први кои ќе ги направите после пораѓај. Така да уште 2 пати, уште еднаш и одиме одмор 10 секунди и одиме на втората, отвори, затвори. Можете и со тек и без тек, рацете спуштени. Ова е предобра за затварање, додека ги правите ќе осетите како ни се затвараат. Така да уште 2 пати, еднаш и уште еднаш. Уште 3 пати ствари, уште еднаш и правиме одмор 10 секунди и дечки 30 секунди стоење. Знаете дека при диастаз ние класични не треба да се прават, бидејќи така се расширува диастазот. Значи стоиме 30 секунди и овој цел круг направете го уште 2 пати, значи вкупно 3 пати. Внимавајте што јадете и вклучате вежби за целото тело. Така да ве поздравувам и се гледаме во друга прилика. Чао! Добро, сите оние можат сега да го погледнат видеото, а и за секој некој совет секој може да се обратат на тебе, бидејќи ти си тука за да им помогнеш. Колку си ти задоволна од резултатите на маратонките и дали да очекуваме некој следен проект? Вака, ја ептен сум, значи сите кои што ја следеле, кои биле онака, кои прателе и храна и вежбање, стварно имаат резултати, дури и подобри него што јас имав кога јас вежбав, така да стварно ми е драго што, например, многу мајки го решија овој проблем. Дури имав мајка која дојде со 5 прста диастаз и папочна кила и ја чекаше операција за двете работи, и за папочна кила и за диастаз, но ми кажа еве јас ќе пробам дали или ќе го соберам или не. И стварно проба следен маратон у нас стигна до 2 прста и хирургот кога ја видел и кажал не знам што си правела, битно продолжи така, никако
да престанеш и направија операција за папочна кила, дијастазот и го средија, но едно е кога се работи и се собира дијастазот од 5 прста и кога се собира од 2 прста. Така да кај неа скроз беше и искина тој дел и иако беше 2 прста, требаше да се поправи и значи тој простор. Но доколку немате папочна кила и доколку не ви е уништен толку тој дел, онда 2 прста е скроз нормално, така да за овој проблем папочна кила и дијастаз најстручни се хирурзите и они уствари го следат тој цел процес и они само можат најточно да ви кажат дали имате 2 прста, дали на пример 5. Иако и вие самите можете да си измерите колку имате, но они кажуваат онака 100% ти имаш 2 прста, таму 5 прста, ова треба да правиме, она треба да правиме, така да они се најстручни за тој дел. Така, гледаш Мери, што би правеле ние без теб? Гледаш колку ти потребна на многу мајки. Како што кажавме, нели секојдневно постирање на статуси, некои рецепти, детали од твојот приватен живот. Како ти успеваш да го соочуваш својот приватен живот и како се соочуваш со негативните коментари кои што за жал нели знаат да бидат напишани? Ја искрено очекував да сум и например, да има и повеќе негативни коментари, но стварно тоа се многу ретки некој да ти, например, стега пише. Јас стварно тоа не го гледам како лично. Едноставно, сите имаме пожден, сите имаме различни погледи. Еден пост или едно стори, еден ќе го види на еден начин, друг на друг начин и јас тоа не го гледам директно како напад на мене, него и едноставно тој човек има поглед тако. Например, што знам, кога ќе се решите да отварате профил и да е од јавен тип, вие треба да сте, да кажеме, спремни и на некои навреди, но секако дека не е дозволено сега некој тебе да те навредува, да ти пишува, не знам, погрдни зборови и знаете тоа, колку и да не сакате никогаш да дојдат тие лоши зборови, знаете, минута, 2 знаат да те извадат од колосек, но на крајва тоа е, како да кажам, само еден напишан збор и јас едноставно ќе си ја пројдам таа порака, тој коментари, значи тоа е тоа. Значи, ја кога отворив профил, стварно тоа ми е како некоја лекција и учење за све претходно што сум читала по книги, како да се гледаме кон луѓето, како да имаме разбирање кон секого, како да го одржиме тој внатрешен мир без разлика дали некој не напаѓа или не, или например тоа дека туѓото мислење е само туѓо и дека ти ако знаеш кој си, дека тоа не може тебе да те повреди. Ако јас сметам дека сум добар човек, дека правам правилно и сега некој ако ми ги каже не, Мери, ти грешка си, ваква си, таква си, значи не може мене тоа да ме повреди толку да јас сега мислам дека јас сум лош. Или, например, или некој
нели совет или критика кога ќе ми е добро намерно на се гледа, окей, мири, можеби овде си изгрешила, можеби не би требала ова вака да го, например, направиш, тогаш јас тоа го прифаќам, но тоа е се гледа кога е некоја критика добронамерна, кога е само напад и нема логика едноставно со тоа што го или па ти превртал некој збор, ти превртал некој статус, некоја мисла и така да и едноставно гледам да не давам значај на некои такви работи, него нели си имам свој дом, нели Марта и се фокусирам на тие убави работи од животот. Ви закажувам повторно средба за утре 14:30 часот, фреквенција Mnet. Чувајте се и чао чао.